Американските демократи официјално потврдија Камала Харис е кандидат за претседателските избори на 5 ноември. Таа вети иднина на слобода, можности, оптимизам и надеж. Игор Стефановски од Гласот на Америка го вклучуваме во дневникот. Игор, што е следно? Мартин, следно е Камала Харис и Тим Волц да прифата демократската кандидатура. Камала Харис, председателската кандидатура би ја прифатила утре, а Волц подпредседателската кандидатура се очекува да ја прифати вечерва на третиот ден од Демократската национална конвенција во Чикаго. Задачата на Волц, освен што би ја прифатил кандидатурата, е и да им се представи на американците кои никогаш не слушнале за гувернерото на Минесота, се до моментот кога Харис го избра за нејзин подпредседателски кандидат. Вечерова покрај Волц, Демократската национална конвенција ќе предводи поранешниот председател Бил Клинтон на третиот ден од представувањето на Камала Харис. Игор, поранешни председатели и дадоа поддршка на Харис. Што рекоа тие за неа? Харис е вистинскиот избор да се соочи со поранешниот председател Доналд Трамп на председателските избори во ноември, рече Барак Обама. Америка е подготвена за ново поглавје, подготвени сме за председателката Камала Харис, рече тој на Демократската национална конвенција. Обама од неговиот роден град Чикаго направи директна споредба меѓу Харис и Трамп, во која рече дека Камала Харис како председателка ќе работи во име на секој американец. Харис за добиената поддршка им се заблагодари на делегатите од незиниот митинг во Милвоки, Висконсин. А демократите слушна и за сопругот на Харис, Даг Емхоф, кој рече дека Харис ќе биде лидер со верување дека од каде и да доаѓаме, како и да изгледаме, најсилни сме кога се бориме за она во што веруваме, рече тој. На првата вечер од Демократската национална конвенција Харис доби јасна поддршка од актуелниот председател Џо Бајден, кој претходно се повлече од изборите, наместо него предложи токму името на Харис да се најде на гласачкото ливче на изборите во ноември. Бајден на конвенцијата беше пречекан со повеќе од 4 минути овации и скандирања, на кој одговори, цитирам: "Америка те сака." Мартин? Игор Стефановски од Гласот за Америка за номинацијата на Камала Харис.